Почитувани граѓани, почитувани медиуми, имено повторно го поднесуваме предлог законот за изменување и дополнување на законот за данокот на додадена вредност, со која што практично се обидуваме да ги убедиме пратениците од мнозинството да поддржат две клучни измени во овој закон, затоа што оно кое што општо прифатено мнение во јавноста во Република Македонија е дека животот е се потежок, дека се посиромашно се живее и не помага многу овие закони кои што сега пред малку се усвои потребата од нивно носење од даночната реформа, особено истиот овој закон за кој што на над 4000 производи за човекова исхрана се проширува даночната основа и фактички данокот на додадена вредност на тие прехранбени производи од 5% ќе дојде на 10%, со што дополнително ќе им се услужи и ќе им се поскапи и такако високата потрошувачка кошничка на тие граѓани. Она што е особено важно и кое што треба да се знае, дека вчера имавме состанок со Сдруженијето на увозници, производители и дистрибутери на пелети. Тој енергент ќе поскапи за 13%, а струјата, заклучно со први овој месец, веќе е поскапена за 8% по основ на ДДВ, односно на основ на давачките кон државата. Она кое што е важно и кое што треба да се знае, дека и во мерењата на мненијата на јавното мислење, особено од релевантните институции кои што прават анкети, дали е тоа НДИ или ИРИ, голем дел од граѓаните не веруваат во економските политики на оваа влада и сметаат дека оваа влада едноставно тотално неуспешно се справува со економските предизвици кои што се актуелни пред нас. Граѓаните, односно 77% од граѓаните сметаат дека оваа влада не прави доволно за најгорлевиот проблем на нив, на граѓаните, на сите кои што живеат во оваа држава, а тоа е економијата. Понатаму, 84% од граѓаните сметаат дека во наредните 2 години економската состојба или ќе се влоши или ќе остане иста, а таа е на начин на кој што можев да кажеме, како што ја перцепираат граѓаните, многу катастрофална. Во овој предлог закон кој што е поддржан, односно поднесен од мене и од колегите од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, бараме суштински две работи. Првата работа е ДДВ-то за струјата да се намали од 18 на 5%. Оваа година ДДВ-то за електричната енергија се зголеми на 2 пати. На 1 јануари стана од 5% 10% и како што кажав на почетокот на овој месец од 10% 18%. Веќе имаме изголемување на цената на струјата, а доколку го намалиме од 18 на 5%, односно давачките кон државата кои што ги плаќаат стопанството и граѓаните, ќе имаме намалување на нето цената на струјата за 13%, со што ќе сметам дека добро ќе им дојде и на граѓаните и на стопанството. Тоа е првата работа која што ја бараме со овој предлог закон. Втората работа која што ја бараме со овој закон е ДДВ-то на основните прехранбени производи да се намали од 5% на 0. Значи, не како на кое што го кажува министерот за финансии, дека надвор од тие основни продукти за исхрана ДДВ-то ќе се покачи од 5 на 10%, туку ние велиме за основните производи кои што се дефинирани во потрошувачката кошничка на синдикатите, да се намалат од 5% на 0%. Има економска логика, бидејќи не може од една страна граѓаните и стопанството да се солидарни и ние да им ги земаме нивните пари, а од друга страна да немаме никакво фискално затегнување на ременот на владата. Средствата кои што доаѓаат во однос на овие давачки во приход на буџетот може да се нивелираат од друга страна доколку владата направи една поголема фискална дисциплина и доколку го затегне сопствениот ремен. Од друга страна сметам дека е апсолутно непрактично владата само да ги терети оние кои што се дисциплинирани, тие кои што плаќаат, тие кои што внесуваат приходи во буџетот, а на друга страна да продолжиме со ваквото трошење како што го прикажуваат владините функционери. Она кое што е присутно во јавност, она кое што е важно во јавност, кој што изминативе 2 недели е топ тема. Тоа е дека од една страна имаме разулавени владени функционери и нивни роднини од прва линија, кои што се богатат, купуваат комбинати, трговски центри, купуваат вили и што ли уште не, отвараат нови компании, тргуваат на берзата со електричната енергија и стануваат само побогати, додека граѓаните и стопанството кое што е лојално кон оваа држава не престанува да се терети, да му се влече и последниот денар од честно заработените пари во основ на овој арач. Затоа ќе ве замолам уште еднаш да размислите добро и да го поддржиме ова законско решение кое што е предложено, заради тоа што овие две работи се барање на граѓаните. Благодарам.